Во ова издание нападнати 2 танкера за нафта во Оманскиот залив. Американската морнарица одговорила на повиците за помош. Очекуваме напорите на државата да бидат наградени. Веруваме дека и ЕУ ги има истите цели. Разговараме со помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија, Филип Рикер. Научници создаваат нов уред за справување со алергии, работи и преку мобилен телефон. Ке ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Бундестагот во септември ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на ЕУ со Северна Македонија. Ова го изјави премиерот Зоран Заев после средбата со канцеларката Ангела Меркел. За ова повеќе на нашите интернет платформи. Следат другите вести. Американската воена морнарица испратила помош после повикот од 2 танкера, кои, како што се соопштува, биле нападнати во Оманскиот залив. Петата флота од морнарицата на САД, стационирана кај Бахраин, соопшти дека повиците за помош од танкерите ги добиле во период од 1 час. Иранската државна новинска агенција ИРНА пак соопшти дека воената морнарица на Иран спасила 44 лица од танкерите, како и дека 2 брода биле во пламен. Оманскиот залив е во близина на Ормудскиот теснец, стратешка морска точка преку која се врши транспортот на сирова нафта. САД го назначија дипломатот Доналд Буд за специјален пратеник за Судан, каде изминатиот период дојде до насилства во кои животите ги загубија повеќе од 100 лица. Етиопскиот медијатор пак изјави дека и покрај насилствата демонстрантите во Судан и воените власти на земјата се подготвени да ги продолжат разговорите, а со цел за враќање на цивилното владење во земјата. Во меѓувреме, армијата која беше под контрола на соберениот председател Омар Ал-Башир се согласи да ги ослободи политичките затвореници. Голема воена вежба на НАТО во која се вклучени поморските сили на 18 држави се одвива на Балтичкото море. Начело на вежбата не е флотата со постојано седиште во Европа, туку таа од САД, Вирџинија. Балтичката операција, позната како Балтопс, е една од најголемите вежби во северниот дел на Европа, со 50 бродови, 2 подморници, 36 авиони и повеќе од 8000 војници. Комисијата за надворешни работи во Сенатот вчера одржа распит за влезот на Северна Македонија во НАТО. Македонските позиции ги објаснуваше помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер. Со него разговараше Милена Ѓоргиевска. North Macedonia has demonstrated robust commitment to the alliance and its values. Комисијата за надворешни работи во Сенатот за време на вчерашниот распит за влез на државата во НАТО истакна дека брзата ратификација на протоколот ќе покаже не само дека САД стојат зад нешто што го поддржуваат, туку и дека алијансата е важна и силна. Сведок за подготвеноста на Северна Македонија да влезе во НАТО и Европската Унија беше помошникот државен секретар на САД за Европа и Евразија Филип Рикер, кој рече дека државата работела напорно за влез во НАТО. Има силна поддршка за Северна Македонија на незиниот пат да стане 30-та членка на НАТО. Администрацијата и јас лично многу посакуваме тоа да се случи. Според него, сега наред е Европската Унија да ја награди државата за исполнување на потребните реформи. Бирократијата и патот да се утврди конкретен датум е нешто што зависи од земјите членки на ЕУ. Што се однесува до САД, ние ја истакнуваме важноста за НАТО процесот и очекуваме напорите на државата да ги видиме наградени. Веруваме дека и ЕУ ги има истите цели. Истиот став Рикер претходно го истакна и пред сенаторите во комисијата, одговарајќи на нивните прашања, меѓу кои за владење на правото. Should the US advocate for the appointment of another special prosecutor to deal with corruption cases? Рикер рече дека е убеден оти владата ќе го реши статусот на специјалното јавно обвинителство. Ќе продолжиме да зборуваме со владата за тоа, бидејќи сакаме да ја видиме оваа институција која е суштинска за одење напред. Исправувањето на државата со руската пропаганда е показател за подготвеноста за влез во НАТО и Европската Унија. Државата успева да види какви пораки Русија би испратила, подгревајќи антинато реторика и етнички тензии. Потоа им порачува на граѓаните дека треба да очекуваат вакви пораки и да не паѓаат во замка. Многу е важна брзата реакција на САД со цел европските партнери да ја сватат важноста на евроинтеграцијата, не само за стабилноста на Северна Македонија, туку и за целиот регион, заклучија сенаторите. Сепак, според нив, на државата ја останува работа да ја усоврши демократијата. Порачаа членките на НАТО да ја повикаат целосно да ги адресира предизвиците и процесот да го сметаат за завршен само кога ќе се исполнат сите реформи.
По сослушувањето во Сенатската комисија за надворешни работи, следен чекор е протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО да оди на гласање во Сенатот. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон. Председателот Трамп постигна договор со Мексико со кој треба да се намали приливот на мигранти во САД. Деталите од договорот не ги каже. Майкл Бауман зборува за проблемот со миграцијата. Според администрацијата на Трамп, бројот на мигрантите што пристигнуваат на границата со САД се искачил на 100.000 месечно, што е максимум од октомври во новата фискална година. До 30 април приведовме 460.294 лица на јужната граница. Речиси половина од возрастните водеа деца со себе. Им било кажано дека ако имаат деца ќе бидат ослободени. Председателот Доналд Трамп одговори со план да ги заостри условите за азил. Легитимните баратели на азил се потиснати од тие со несериозни барања. Трамп сака да ја продолжи изградбата на зидот, како и да воведе имиграцијски систем базиран на заслуги, што ќе им дава приоритет на високо квалификуваните. Демократите не се импресионирани. Заслуга, тоа е погрешен збор. Дали сметаат дека фамилијата не е заслужна? Тој се залага за зид, нешто што служи за зајакнување на егото. Тоа ги уништува заедниците на границата. Ниту еден план не може да биде донесен без двопартиска поддршка. Поради тоа Трамп постојано ги прозива демократите за проблемот. Демократите предлагаат отворени граници, пониски плати и искрено беззаконие и хаос. На митинзите тој е отворено против доселениците во Америка. Земјата е полна, не сакаме уште луѓе да ни доаѓаат овде. Трамп неодамна го постави поранешниот јавен обвинител од Вирџинија, Кен Кучинели, за имиграцијски координатор. Кучинели бараше полицијата да го проверува имигрантскиот статус на секого на улица. Кучинели е тврдокорен за имиграцијата. Тој ги поддржува гледиштата на председателот. За сега малкумина гледаат надеж за двопартиски консензус за имиграцијата. Би рекла дека шансите се помали од нула. Тоа стана идеолошко прашање што ги раздвојува двете партии. Трамп зборува дека имиграцијата ќе уништи Америка. Другите пак велат дека имиграцијата е таа на која се темели Америка. Во изборна година, бавната легислатива тешко станува закон. Со загревањето на кампањата за 2020 година, можноста за решавање на имиграцијата пропаѓа секој ден. Во екот на алергиите најбитно е навремено детектирање на алергените. Научници од Калифорнија работат на создавање рачен уред што навремено предупредува за проблемот. Елизабет Ли има повеќе. Цвеќињата и домашните миленичиња може би изгледаат убави и симпатични, но испуштаат честички во воздухот, што пак може да предизвикаат здравствени проблеми. Ајдоган Ожџан и неговиот тим од Универзитетот Калифорнија во Лос Анџелес работат на развивање на пренослив уред или компјутерски микроскоп. Уредот ќе биде поевтин и попогоден за откривање честички како мувла, полен, па дури и загадувачи кои се наоѓаат во домовите, училиштата и во автомобилите. Овој уред може да открие загадување на воздухот од честички преку детекција на нивната густина. Ожџан вели дека уредот е прецизен во повеќе од 90% од случаите при откривање алергени. Воздухот влегува во специјално место во уредот, честичките се депонираат на транспарентен материјал за еднократна употреба, а потоа се пушта светлина врз нив, создавајќи холограми. Со помош на компјутер се реконструира холограмот и се креираат слики кои сме навикнати да ги гледаме преку редовните микроскопи. Овој уред всушност е контролиран од мобилен телефон, кој има апликација која може да покаже какви се честичките. Ожџан вели дека за да се видат сликите потребни се 10 или 15 мегапиксели во мобилните телефони. Тој и неговиот тим работат уредот да го направат помал и да чини помалку, $100. Ожџан се надева дека овој уред ќе се најде на пазарот за неколку години. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Ви благодарам за вниманието и ве поканувам да бидете со нас и утре. Пријатно.